Ново издание на Тренинг, добро вечер. Во Бугарија масовни антивладини протести. Повлечен е буџетот, земјата ќе влезе во еврозоната со нова политичка криза и 7 изборни циклуси за само 5 години. Претседателот Румен Радев побара нови парламентарни избори. Демонстрантите јавно говорат за масовна корупција и социјално незадоволство. Нашиот источен сосед важи за втора најкорумпирана членка на Европската унија, веднаш зад Унгарија. Бојко Василев е афирмиран ТВ автор на емисијата Панорама на јавниот сервис во Бугарија. Василев во интервју за Трилинг на почеток околу состојбите во Бугарија. Политическата криза беше од околу 4-5 години. И тя започна 21 година и завърши миналата година с сформирането на правителството, което управлява в момента, което е едно сложно коалиционно правителство. От друга страна, икономическа криза в България няма и не е имало. Никога българите не са били по-богати. Друг е въпросът дали те признават това. Има притеснение обаче преди влизането в еврозоната. Както знаете, България трябва да влезе в еврозоната до година, от 1 януари 2026 година, и нито една страна, която е влизала в еврозоната, не е минала без страх, без притеснение, без вълнение. От друга страна, българските политически сили и правителствата, които управляваха в последните 4-5 години, не водиха активна кампания в полза на еврото. Не рекламираха еврото. Дали тоа значи дека бугарските граѓани не се подготвени за влез во еврозоната? Точно това искам да кажа, че не е така. Много хора критикуваха това, че няма активна кампания от страна на правителството, последните правителства в полза на еврото. Аз смятам, че можем да разберем правителството, защото понякога, когато правиш пропаганда, тя се обръща към тебе. Българските граждани са притеснени. Така бяха притеснени в Германия, така бяха притеснени в Франция, така бяха притеснени и в Гърция, така бяха притеснени и в Хърватия. Всички се чудеха как така ти имаш една валута вече повече от 100 години и сега изведнъж трябва да минеш на друга. Има хиляди технически детайли около това, които са сложни. Например, от кога точно банкоматите вече ще работят с евро. Това са нормални притеснения. Кои се причините и каде е главниот камен на сопнување што постојано има конфронтации меѓу власта и опозицијата во Бугарија и многу често Бугарија влегува во предвремени парламентарни избори. Само во последниве 10 години мислам дека 5 изборни круга се одржаа. Нека да кажа, че има два въпроса, които разделят българското общество и по тия разделения има различни политически сили. Единият въпрос е войната в Украйна. България традиционно има много хора, които симпатизират на Русия, респективно има и партии, които критикуват Украйна. Така че това е един вид разделение. Има и друго разделение по въпроса за това дали се води адекватна борба срещу корупцията в България. Това е друг тип разделение. И понеже има две разделения и някои партии попадат и в двете разделения по различен, сложен начин, затова беше много трудно да се състави правителство напоследък. Ние имахме няколко извънредни избори, с което поставихме световен рекорд. Световен рекорд, аз съм почти убеден, със сигурност европейски, по преждевременни, по предварителни избори, които бяха извън календара. Как обаче това се отразява на сегашната ситуация в България? В момента имаме една много сложна коалиция, много сложна, в която има две партии, които бяха бивши съперници, Българската социалистическа партия и ГЕРБ. Имаме партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, която беше съперник и с двете. И имаме силната подкрепа на ДПС ново начало, Делян Пеевски, една ключова фигура в българската политика, която подкрепя правителството. От другата страна имаме два вида опозиция. Градските либерали,
Продължаваме промяната Демократична България и патриотични формации като Възраждане, Величие и Меч, които са против правителството, но не могат да контактуват помежду си. Ето ви доста сложна политическа ситуация, която направи приемането на бюджета изключително трудно. Целото интервју со бугарскиот колега Бојко Василев ќе го гледате подоцна во ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Инаку Василев зборува и за македонско-бугарските односи. Неговите оценки се дека Софија во ниту еден момент нема да прифати нов протокол или можно донесување на уставни промени со одложено дејство. Василев подоцна во ова издание на Трилинг, кај еве што ќе гледате. Ова е веќе директно задолжување на владата од една од деловните банки во државата. Тоа зборува дека состојбите во државната каса баш и не се така розови како што сака владата да ги прикаже. Първо, няма да има допълнителни условия извън тези, които са вече договорени в компромис. Това е първо. И второ, България твърдо стои зад френското предложение и зад договореното за сега. Состојбите во земјава, особено во економијата, според мене не се баш розови, напротив, се прилично сложени и тешки. Нито българската общественост, нито българската политика се интересуват от Северна Македония. Те го смятат този въпрос за решен и затворен и чакаме да видим какво ще реши Скопие. Реално ли е сценариото уставни измени со одложено дејство? Не. Некој да води со 230 км на час, јас не би го казнувал него, него би го пратил на задолжително лекување, затоа што луѓе тоа се убици. До кога ќе трае судскиот процес? Мене ме плаши само да не го завршиме целиот овој процес како несреќен случај. Во собранието почна пленарната седница за буџетот. Во Бугарија социјални протести поради обемната државна каса и егоизмот во фаворизирањето на приходите за државната администрација. Сличности, компарации, паралели за состојбите во економско-финансиската состојба во државата, но и во нашето обкружување. Гостин во ова издание на емисијата Мирча Јовановски, долгогодишен новинар, кој долги години ги следи состојбите во економијата пред се. Јовановски, дали внимателно го слушаш премиерот Мицковски околу неговите економско-финансски планови, проекции и ставови? Знам на што алудираш, на твојот претходен гостин од минатата недела, колегата Теменугов. Да, секако, колку што времето дозволува, секојдневно ги следиме неговите настапи, неговите пресконференции, изјави кои што ги дава по дали кога оди на некој дневни настан или во собранието или на пресови во владата, така да се обидуваме да го следиме колку што можеме подобро. Колку ставовите, владините политики во креирањето на економско-финансиската слика на државата се отсликуваат на реалната, фактичката состојба во државата? Па да бидам искрен, вака прилично тешко прашање да се одговори со едноставен одговор. Премиерот ги кажува дневно проблемите со кои што се соочува владата, најчесто одговарајќи на новинарски прашања кои што пак мора да забележам многу често и се повторуваат. Од негова страна очекувано е тој да биде оптимист и да ги брани политиките кои што ги спроведува владата. Од друга страна, состојбите во земјава, особено во економијата, според мене не се баш розови, напротив, се прилично сложени и тешки. Како годинава, така и очекувам да биде и во наредната година, имајќи во предвид дека и на меѓународен план работите не стојат добро. Пред се мислам на руската инвазија врз Украина и покрај напорите што се прават, нели,
таму ситуацијата да се смири. Гледаме со какви се пречки се соочуваат меѓународните фактори кои што се обидуваат да стават крај на тој воен конфликт, но имајќи ги предвид и нашите домашни прилики, а што произлегуваат од она скенирање кое што го направи Европската Унија и состојбите кои што се посочени во последниот извештај за Македонија, кај што се зборува за состојбите во јавниот долг, за состојбите во јавните финансии, за капиталните инвестиции, подготвеноста на државата за интегрирање во Европската Унија и така натаму. Министерката за финансии Кочовска вели дека буџетот вака како што е креиран за идната година е така планирано што ќе има пари за се. Ако е така, дали не очекува економски препород или може би колапс? Не. Имајќи во предвид дека треба да отплатиме стари долгови, но се најавуваат и нови задолжувања. Ниту едното, ниту другото. Значи, ниту економски препород, ниту економски колапс. Значи, не очекувам за наредната година, но очекувам многу сложени состојби во економијата кои што владата ќе мора да ги менаџира. Дека ќе има пари за се, очигледно е 6,7 милиарди евра, колку е предлогот на буџетот, кој што треба и да почне и собраниската расправа, мислам на пленарната седница, откако заврши расправата за него во матичната комисија за финансирање и буџет, каде што горе-долу, мислам, параметрите кои што беа предложени на владата, мислам дека остана исти, дека беа прифатени, не знам, неколку 4,5 амандмани или не сум сосема сигурен, од вкупно поднесените 200 амандмани. Така да, таа проекција која што ја зацрта владата за наредната година останува и во поглед на расходите за зголемување на плати, придонеси и така натаму, и за капиталните инвестиции. Генерално параметрите се тие. Најголем дел од средствата за буџетот за идната година се планирани за плати и пензии, следува и задолжување од 2 милиарди евра. 30 милиони евра во денарска противвредност, овој податок помалку ми е симптоматичен и многу малце се обелодени во јавноста. 30 милиони евра во денарска противвредност. Владата земала краткорочен кредит за финансирање на буџетскиот дефицит. Дали ова за вас не е индикативно? Да, многу и мене ме изненади тој податок. Тоа се случи деновиве. И тоа од НЛБ банка. Да. Значи, владата обично своите потреби ги алиментира преку издавање на државни харти од вредност, каде што има аукции, каде што банките ги купуваат тие државни харти од вредност со одредена рочност, одредена камата и така натаму. Ова е веќе директно задолжување на владата од една од деловните банки во државата. Вие спомнавте која. На кој начин е тоа направено не ми е познато. Прилично помина тој податок под радарот, да кажам, на јавноста, но индикативно е, според мене, тоа зборува дека состојбите во државната каса баш и не се така розови како што сака владата да ги прикаже. Да не заборавиме уште еден момент кој што се случи деновиве, станува збор за враќањето на мој ДДВ кон голем број корисници, доцнеше, значи после рокот, тоа се случува за прв пат, што беше објаснето нели со погрешни информации од страна на граѓаните или со некои други фактори, што мислам, барем кога станува збор за граѓаните, можам и лично да посведочам дека не е тоа точно и со мои колеги каде што исто така им доснеше, не станува збор за големи износи на пари, но е симптоматично дека една вообичаена пракса се пролонгираше. И сега со овој кредит што се зема непосредно од една деловна банка за покривање на потребите на буџетот, очигледно има потреба од такво нешто, штом се преземаат такви мерки. Што значи ова за стабилноста, финансиската стабилност на државата, имајќи го предвид овој перманентен начин на задолжување на државата? Па добро, мислам дека државата има, Министерство за финансии и владата имаат соодветни стратегии за управување со јавен долг, за задолжување и така натаму, така да
Не очекувам дека се отстапува многу од тие параметри. Сега, додуша, ако го земеме нивото на јавниот долг, веќе отстапува од вообичаените, нели, оние 60% што се максимален износ, но тенденцијата е тоа да се сведе на 60 и да оди под 60% од бруто домашниот производ, кога зборуваме за јавниот долг. Овие тековни задолжувања, мислам, секоја влада ги прави во секоја држава. Тие се, можеби има дисбаланс помеѓу моменталните приходи во буџетот и расходите, па има потреба од краткорочно задолжување за да се надомести тој праг. Но не знам, немам информации на што точно се должи, да речем, конкретно ова краткорочно задолжување. Ивановски, најавите на владата се дека идната година капиталните инвестиции ќе бидат главен двигател за раст за економски раст. Дали капиталните проекти може да придонесат за обезбедување на БДП од 4%? Значи, главните капитални инвестиции од буџетот наредната година ќе бидат насочени, како што посочи и од владата, во финансирање на автопатиштата што ги гради конзорциумот Бехтел и Енка. И тие секако ќе придонесат во зголемувањето на порастот на бруто домашниот производ. А од друга страна, да речем, сосема нема информации околу унгарскиот кредит кој што беше наменет за компаниите пред се. Има, владата прави отчет околу проектите за општините, но и тука треба да видиме колку од тие проекти ќе овозможат дополнителен економски раст, но кај компаниите засега останува безмалку тајна кој ги добил тие пари, зашто се наменети и така натаму. Тоа ми беше едно од следните прашања. Дали ние, па и пред се компаниите, во изминатиот период видоа ефект од 1 милиарда унгарски кредит, од договорот со Велика Британија за кредитирање? За Велика Британија е премногу рано да се зборува, да речем, за било какви ефекти, бидејќи уште нема ништо земено, нели? Тие се некои видови гаранции кај што ќе овозможат на државата да се задолжува под поволни услови на меѓународниот пазар. За кредитот од Унгарија, јас и во други прилики имам кажано дека според мене, да речем, многу полезно ќе беше тој кредит да се искористеше како што се искористи половината од него за отплаќање на долгот кон странство, бидејќи станува збор за релативно поволна камата, отколку да се дисперзираат тие средства кон општините, не дека не им требаат пари на општините, далеко од тоа, мислам. Меѓутоа, мислам дека повеќе внимание треба се посвети на зајакнување на капацитетите на општините да ги користат сопствените извори на средства. Нешто што се направи прв чекор неодамна преку формирање одредено тело каде што ќе им помага на општините во таа насока. Мислам дека тоа требаше многу порано да се направи, многу порадикални чекори да се преземат на тој план, бидејќи кај општините има многу од нив не ги прибираат ни сопствените средствата, ниту што им припаѓаат од данок на имоти и од други извори. И некако се премногу насочени кон државниот буџет. Ќе имаме ли капацитет да ги реализираме средствата од британските пари? Па тоа е големо прашање. Еве гледаме дека и овие најави дека се отвараат многу голем број на градилишта во државата кај општините, дека и тоа представува проблема, станува збор за многу помал износ, да речем 100 милиони или 250 милиони евра. Така да ако се земат наеднаш тие кредити, ако се отворат повеќе фронтови, сигурно дека домашната индустрија, домашните градежни компании го немаат тој капацитет, но претпоставам дека тоа ќе биде сукцесивно во одреден број на години. Иако кога зборуваме за британскиот кредит и за намената на тие средства, во јавноста има сериозни критики, да речем, за брзата пруга
наспроти проектот Вардарска долина, колку тие два проекти ќе дојдат во колизија, да речеме ако се реализира брзата пруга, колку ќе наштети на проектот Вардарска долина. Тука мислам дека недостига една посериозна јавна дебата да се видат придобивките, да речем, за едната или за другата работа и дали може тие паралелно да екзистираат. Следите три гости во емисијата Мирча Јовановски, долгогодишен новинар. Јовановски, дали ја зеде ноемвриската пензија? Ноемвриската пензија, да. Те плаши ли состојбата за финансиската кондиција во која се наоѓа ПИО? И да и не. Мислам, овие, како ја кажам, изјави дека фондот ќе пропадне, не верувам во такво нешто. Но може ли да биде ПИО самоодржлив или постојано ќе го надополнуваме со државни средства? Зависи. Значи, одржливоста на ПИО зависи од повеќе фактори. Пред се зависи од бројот на вработени во државата кои што ќе ги уплатуваат придонесите во ПИО, но зависи и од овие адхок решенија кои што ги носи владата со линеарното зголемување на пензиите. Според мене и според многу други покомпетентни луѓе, таквата практика не треба да продолжи. Јас пишував еден текст на оваа тема и се обидов со помош на овие четботови за вештачка интелигенција да видам каде во Европа има ваков начин на зголемување на пензиите. Не најдов таков пример. Може би има, не знам. Би било добро ако има владата да ни посочи каде пензиите се зголемуваат линеарно. Значи, секаде станува збор за така наречено индексирање или со соодветна одлука на владата, како што беше деновиве во Србија чинам, каде што пензиите се зголемија за 12%, значи од 1 јануари или од 1 декември, не сум сигурен. Меѓутоа, не станува збор за линеарно зголемување, туку за процентуално зголемување. Значи, секој ќе се добие соодветен процент на Можно ли ваквиот модел на линеарно зголемување на пензиите да создаде финансиски проблеми? Па секако. Фискални? Секако, тоа го посочи фискалниот совет во една од анализите што ги публицираше минатата година, каде што предупреди дека на долгорочен план тоа создава огромни финансиски обврски за државата да ги елементира. Тоа го потврди денови, мислам, и првиот човек на ПИО, кој што кажа дека од вкупниот износ на средства кој што следната година треба да ги алиментира буџетот кон ПИО, половината или повеќе се само за овие зголемувања од 5.000, односно 7.000 денари. Тука сакам една работа да додадам, да нема нејаснотија. Значи, никој, ниту јас, ниту било кој во државата не е против да им се помогне на луѓето кои што имаат навистина мали, ниски примања и пензии. Тоа треба да се направи. Но големо е прашањето дали тоа треба да се прави на ваков начин преку пензискиот фонд, кој што сепак се темели на уплатите кои што сите вработени ги уплаќале во фондот во текот на работниот век. Деновиве, само да додадам, колегата Ерол Ризалов имаше една одлична колумна во Независен, каде што работам, каде што направи една интересна математика. Значи, ако е сега нето платата просечна 45.000 денари, односно брутото ако е 68.500 денари, значи давачките се некаде околу 23.000 денари месечно од бруто платата. Од кон фондот за ПИО е речиси 19%. И тој направи една интересна математика дека човек кој што работел да речеме 40 години, значи полработен стаж, со просечна плата како сегашната, значи вкупно за придонеси во својот животен век, работен век всушност уплатил за придонеси 180.000 евра. Нели, ако се направи пресметка според сегашната вредност на просечната плата и давачките, од тоа значи за ПИО околу 100.000 евра. Ако се има во предвид дека просечниот животен век во државата е 73 години, а се оди во пензија на возраст од 64 години, за мажите, односно 62 за жените, излегува дека значи тие 100.000 евра би требало да ги земе за наредните десетина години како бруто примање. Што значи,
дека потребни се реформи во ПИОМ, кои што ќе овозможат соодветен пораст на пензиите, пак да повторам дека во најголемиот број држави се применува индексирање врз основа на трошоците на живот и на растот на просечната плата. Некаде се применуваат и некои други модели, но мислам дека тој принцип треба да се задржи и кај нас, а на најзагрозените лица да им се помогне на друг начин преку социјални мерки кои што може да ги донесе владата. Дали овие економски политики се во насока на купување на социјален мир и продавање на гол популизам, кога во ситуација кога немаме резултати на пример на меѓународен план? Може и така да се протолкува. Мислам дека најавата за линеарното зголемување за пензиите за 5000 денари беше од главните адути на ВМРО ДПМН за последните парламентарни избори. Мислам дека тоа беше мамката, јадицата, да кажем, која што беше фрлена кон голема популација. Станува збор за 300 и колку илјади пензионери, тоа не се малци луѓе, кои што мислам дека повеќе станува збор за популизам. Од каде толку голем кеш на пазарот на недвижности? Се купуваат станови, а во меѓувреме па расте и квадратурата на стан. Цената стигна до 3000 евра. Очигледно станува збор за големо поле каде што сивата економија царува. Што ми има толку кеш во државата и кој што се движи на таков начин, мислам дека тоа е пред се резултат на сивата економија. Од друга страна, кога станува збор за градежништвото, точно е, дури правевме некои споредби со цени на стан во Лондон, значи зборуваме во поелитните квартови, значи со стан во Скопје, разликата не е голема, што мисламе загрижувачки би рекол, бидејќи Лондон знаеме дека е еден од неколкуте главни центри во светот, економски и финансиски и секаков, каде што недвижности се многу скапи. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и вам. Мирчо Јовановски, новинар. Реално ли е сценариото уставни измени со одложено дејство? Не. Зошто? Аз мисля, че защото е договорено по друг начин. Договорено е уставните промени или конституционните промени и от тук нататък започват преговорите за членство. Това е предусловие. И с това няма да се съгласи не само България, с това няма да се съгласят повечето членове на Европейския съюз, защото те виждат рамка. Те виждат рамка. И тази рамка те са я договорили доста мъчително. На това заложи президента Макрон всичките си карти. България направи реални отстъпки в тогавашната си политика. Господин Василев, ќе се осврнеме на македонско-бугарските односи. Рак рана се подолг период. Зошто не може да дојде до релаксирање на односите? Ако ги прашате македонските политичари, ќе ви речат не може да влеземе во суштински диалог со Бугарија, бидејќи Бугарија постојано во некаква политичка криза. Ако ги прашате бугарските аналитичари, новинари, ќе речат македонската страна е премногу тврда во позициите и непопустлива. Каде го гледате главниот проблем? Вижте, ние сме най-близки и затова трябва да си говорим честно. За българската страна, за политиката и за обществеността въпросът със Северна Македония е приключен. Той е приключен с така наречения френски компромис. Този въпрос е приключен. Това, което българската страна вижда и смята, че топката е в полето на политиците от Северна Македония. Меѓутоа, македонскиот политички естаблишмент има резерви во искреноста на бугарската страна, а тоа е дека дури ако се спроведат уставните промени, дека тоа нема да биде последниот проблем и последната топка односно последната точка која е
која треба да се реши. Имаме решително гласуване в българския парламент. Решително гласуване, което казва няколко много важни неща. Първо, няма да има допълнителни условия, извън тези, които са вече договорени в компромис. Това е първо. И второ, България твърдо стои зад френското предложение и зад договореното за сега. Това, ако не може да успокои обществото в Северна Македония, не знам какво. Вижте, пак казвам, нека честно да кажем как стоят нещата. Имаме два документа на терена. Единият е влизането на българите в Конституцията, което е единственото решаващо условие, за да може Скопие да започне преговори с Европейския съюз. Имаме и договор, който сме подписали заедно 2017 година. Тези неща са твърди не просто защото трябва да се изпълнят под някакъв натиск, а защото не може да бъдеш реално европейска страна, ако кажеш, добре, ще изпълня първото, няма да изпълня второто. Добре, подписал съм договор, но сега няма да го изпълня. Добре, подписал съм договор, но това е било предишното правителство и сега аз няма да го изпълня. Има реален шанс. И аз като човек, който много обичам вашата страна и народа, ви казвам, че има реален шанс, прозорец на възможности. И този прозорец на възможности се създаде след като Християн Мицкоски спечели местните избори решително тук в Северна Македония. И сега той може спокойно да направи крачката и Северна Македония да тръгне по европейския път. Тази крачка е изключително проста, изключително ясна. Да влязат българите в Конституцията, както сме се договорили. И както сте се договорили не само с нас, а с целия Европейски съюз. От тук нататък Северна Македония започва нормален преговорен процес, както преговаряха всички останали страни, включително и България. В този преговорен процес вие влизате в сложни преговори с всички страни от Европейския съюз. Меѓутоа, господине Василев, и натаму има резерви, скепса околу искреноста на бугарската страна. Она што во последен период се зборува, а тоа е дека своевидно некакво креативно решение би бил нов, можеби трет протокол со кој и Бугарија, а во соработка со нашите меѓународни партнери, би се дале некакви гаранции дека по уставните промени нема да има нови барања од властите во Софија. Включвате ли тук обаче договора, който подписахме 2017 година? Защото виждам, че там са проблемите. Вижте, този договор не е много конкретен, но в него има няколко конкретни неща. И не можем да се договорим да не спазваме договора, който сами сме подписали. Това е голямо нещо и понякога го забравяме. Някак си оставяме го в страни, защото преговорната рамка, която договорихме, която договорихте с Европейския съюз, тя включва и този договор. Не може да кажем, айде сега да се разберем, да си затворим едното око и това, което договорихме в договора, да не го спазваме. Много важно обаче тук са две неща. Много важно са две неща. И аз го казвам с искрена любов, отново казвам. Между другото, много малко хора ще намерите в България, които първо разбират истински нещата в Северна Македония и второ се интересуват от нея. Аз ви казвам в момента, за мое съжаление, нито българската общественост, нито българската политика се интересуват от Северна Македония. Те го смятат този въпрос за решен и затворен и чакаме да видим какво ще реши Скопие. Аз обаче се интересувам. Аз се интересувам, защото мен ме боли. Аз искам Северна Македония да започне преговори с Европейския съюз, защото това е огромен шанс за вас. Две неща обаче са важни. Първо, иска ли го това политиката в Македония? Второ, иска ли го това обществото?
На тези въпроси вие трябва да отговорите много сериозно. Защото ако политиката в Република Северна Македония намира различни предлози, за да не започне преговори с Европейския съюз, тя винаги ще ги намери. Вчера Гърция, днес България, утре може да се окаже Албания. Могат да се намерят различни предлози. България беше облагодетелствана, защото тя започна преговори в други времена, когато в българското общество имаше голям консенсус за Европейския съюз. Споменавте во текот на разговора дека има проблеми во последниот подпишан договор меѓу тука го гледате 2017. Зошто? Кои се спорните елементи за вас по-скоро там? вие трябва да кажете, за нас няма проблеми. Вие трябва да кажете, защото виждам, че има сезиране вашия Конституционен съд по този въпрос, че някакви части от този договор не искате да ги спазвате. Това е проблем, който е тук, в Република Северна Македония. От наша страна няма никакъв проблем да се спазва този договор. Разбирате ли? Може би не съм се изразил добре. Беше сезиран Конституционния съд, имаше конституционна жалба, вашия Конституционен съд, за това, че някаква част от договора може и да не се спазва, да се денонсира, че не е добре. Говорят представители на Република Северна Македония за това, че в този договор не е сключен добре, че има неща, които ощетяват вашата страна, само че той е сключен. За добро или за лошо, този договор е сключен и, както казват в Европейския съюз, пакта сунт серванда, трябва да се спазват договорите. Искам да кажа обаче нещо много важно. Много важно. Има прозорец на възможностите, както казах. Но този прозорец на възможностите може да се реши в полза на Република Северна Македония, ако политиците от ВМРО ДПМН, водещите политици в момента, се опитат да създадат климат на разбирателство и доверие. Климат на разбирателство и доверие. Защото виждам едно. Казва Муртезани, че ще се създаде такъв климат на доверие между двете страни. От друга страна, казва външния министър, че България е виновна за всичко отново. И България блокира Република Северна Македония, което не е вярно. Затова аз мисля, че можем да опитаме всички. Аз съм сигурен, че ако се създаде този климат на доверие, ще изчезнат притесненията, които вие имате. Защото аз ви разбирам. Разбирам и притесненията, които след 70, след 80 години имат хора в обществото в Република Северна Македония. България ще ни посече, България ще ни блокира, България тепърва почва с условията. Не е така. България и много хора в България имат искрен интерес Северна Македония да успее. Вие да бъдете един голям, успешен, силен член на Европейския съюз, един прекрасен съсед, който България има. България първа призна Република Македония и България има интерес от това да бъде самостоятелна, независима и силна. Господин Василев, настрана политичкиот дел. Што правиме со делот на историската комисија, која за жал некако беше свесно или несвесно внесена и во делот на преговарачката рамка околу историските прашања. Има диаметрално спротивставени размислувања. Еве да го земеме како пример ликот и делото на Гоце Делчев. Бугарската страна зборува за кој е Гоце Делчев, македонската има сосема поинаков став во однос на Гоце Делчев. Како овие разлики околу историските нејасноти би се надминале? Нека да кажа така. За добро или за лошо историческата комисия е единственият конкретен елемент от договора между България и тогавашната Република Македония през 2017. Нали така? Малко конкретности има в този договор, но това е една от малкото конкретности.
Саботирането на работата на историческата комисия беше една от причините страстите между нас да пламнат и да се дойде до 2019 и всичко, което проистече от тогава. И нека да кажа, че нашето усещане, поне моето усещане, е, че тогава другата страна, т.е. македонската страна, блокира работата на комисията. Също така виждаме, че квотата на Северна Македония в тази комисия беше почти радикално променена, докато от българска страна това са едни и същи учени. Според мен, историческата комисия не може да бъде пречка към политическите въпроси. Как тя ще работи ли? Според мен, бавно, сигурно, с някакъв диалог. Това историците могат да го направят. Но не можем ние да правим, както стана в 2019 от македонска страна, да направим историческата комисия заложник на актуалната политика. Спомняте си, тогава предстояха избори и изведнъж заседанията се замразиха. Каква връзка има работата на историците с политиката, с изборите? Реално ли е сценариото уставни измени со одложено действо? Не. Зошто? Аз мисля, че защото е договорено по друг начин. Договорено е уставните промени или конституционните промени и от тук нататък започват преговорите за членство. Това е предусловие. И с това няма да се съгласи не само България, с това няма да се съгласят повечето членове на Европейския съюз, защото те виждат рамка. Те виждат рамка. И тази рамка те са я договорили доста мъчително. На това заложи президента Макрон всичките си карти. България направи реални отстъпки в тогавашната си политика. Аз мисля, че няма никакъв проблем да минат конституционните промени сега, когато ВМРО ДПМН е силно след спечелените избори. Тя има прозорец на възможностите. Този прозорец на възможностите според мен е голям. Той включва първата половина на следващата година, когато тези промени могат да бъдат направени и Северна Македония започват преговори. Меѓутоа, кога премиерот Мицковски вели ваков договор под бугарски диктат, додека јас сум председател на владата, нема да се спроведат устраните измени, што правиме? Вижте, на този въпрос трябва да отговорите вие. Аз разбирам, че премиера Мицковски има много тежка задача. Той спечели изборите с обещанието да не вкарва българите в Конституцията. Само че поне вашето общество трябва да разбере. Това не е български диктат, това е преговорна рамка, договорена с участието на Република Северна Македония. Това е обещание, което Северна Македония в предишното си правителство е дала и това обещание е хубаво да се изпълни. Друг е въпросът как премиерът Мицковски би обяснил този въпрос на обществото при вас. Само че по това човек разбира истинския лидер. Защото истинският лидер може да заеме непопулярна позиция. Ние имахме такива проблеми през 99-та, когато ние започнахме членство. Всеки може да каже, да, вашите компромиси бяха по-малки, но нашите не бяха малки. Ние се отказахме от 4 реактора на АЕЦ Козлодуй, които бяха изключително важни за българската икономика. България подкрепи НАТО и Европейския съюз и Европа срещу Милошевич в Косово, срещу 75%, срещу 3/4 от българското обществено мнение. Аз съм свидетел на това. Изключително непопулярно решение. Само че имаше лидери, които имаха волята да кажат на мнозинството, вижте, добре е за нас в момента да отстъпим. Добре е за нас, макар че сме обещали, макар че сме направили, за народа, за нас е добре да направим тази крачка.
И тази крачка може да бъде направена. Аз вярвам в това. Аз вярвам, че политиците, лидерите акумулират сила. Силата се акумулира при политиците, като печелят избори. Печелиш парламентарни избори, печелиш президентски избори, печелиш местни избори. Акумулираш сила. За какво ще използваш тази сила? За мен, истинският лидер ще използва тази сила за доброто на своя народ. И ще каже, добре, както сме се договорили, тръгваме към Европейския съюз. Стига да иска. Благодарам за разговорот. Повеќе од 110.000 сообраќајни прекршоци се регистрирани само за еден ден, само во Скопје. Електронски известувања за брзо возење и други прекршоци отворија и неколку дилеми. Министерот Тошковски најави пролонгирање на проектот Safe City, безбеден град, откако има слух за критиките и сугестиите. Последните денови, поточно 5 дена по стапувањето на безбеден град, бројката на регистрирани прекршоци е преполовена. Веројатно, мерките на МВР даваат резултати. Но дали ќе се има слух за социјално-економската состојба на граѓаните или пак ќе се влечат пари од граѓаните за да се полни буџетот? Како ќе реагираат судските органи? Или пак судовите ќе бидат преплавени од сообраќајни прекршоци? Ево разговорот со поранешниот висок функционер во МВР Љубомир Ѓурчевски. Овај систем е за поздравување, затоа што овај систем треба да стави ред во дивењето во сообраќајот и непочитувањето на законските прописи. Но при тоа ние треба да знаеме дека во овај експериментален период, во овај пробен период, ние треба до сега требаше да ги донесеме и усогласиме сите закони. Зборувам законот за прекршоци, зборувам законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, зборувам за процесните закони од делот на санкционирањето и така натака, затоа што ние сега имаме еден раскорак во тие закони со ова што сега сакаме да го имплементираме. Како проект го поздравувам, особено го поздравувам од аспект за давањето на криминалистичката полиција на уште една алатка во потрагата по сторители на насилен криминал и брутален криминал на улиците, нели, пресметки, покотници и така натака, на што бевме сведоци години наназад, кога, нели, возилата бегаат од лице место на сторување на кривичното дело, па го имаш правецот, го имате возилото, го имате регистарскиот број, можете да фатите на тие камери лик на лицето кое што го управуваат и така натака. Значи, од аспект на потражната дејност во делот на криминалистичките работи, расветлување на кривичните дела и како алатка плюс во рацете на криминалистичката полиција. Од аспект на безбедноста на сообраќајот на патиштата, еве вие самиот во вашето прашање кажавте дека вчера е забележано дивење од 230 км на сат. Значи тоа надминуваат малтене 70% од максимално дозволената брзина на автопат. Ако викаме максимално дозволената брзина на автопат е 130 км на час, некој да вози со 230 км на час, јас не би го казнувал него би го пратил на задолжително лекување, затоа што луѓе тоа се убици, едноставно се тоа убици, на кои што треба да се пратат на лекување и да се види дали они имаат некаков психички проблем. Но имајќи во предвид дека ние сме социјална држава, така, да не се доведеме до ситуација да имаме лов на вештерки. Всушност, прекршоците да бидат и во насока на полнење на буџетот. Дозволете, тоа сакав да го искоментирам. Значи, прашањето ви е феноменално. Зошто викам? Затоа јас реков дека казните треба да бидат наплатливи. Затоа реков, оному докаде што полицијата, за да не ја претвориме во кадија те тужит, кадија те судит, кадија те извршуват, значи све да паднет на товар на Министерството за внатрешни работи, значи со оглед дека Уставот гарантира двостепеност во постапките, двостепено право на жалба, затоа зборувам за една градација на прекршоците. Значи, до таа километража да биде, например, не поголема казна од 20 евра, која што во денарска противвредност секако, која што е лесно наплатлива и нема да бе, затоа што
тоа е внимавање, пазете, 60 км на час до вчера беше во Скопје, до вчера, до пред 5 години во Скопје беше максималната дозволена брзина 60 км на час, нели? Пред 5 години се донесе таква одлука градот Скопје, пошто тој е надлежен за регулација на сообраќајот, полицијата е само за контрола. Од тука ова го кажува, но за потешки прекршоци, поминување на црвено, со возење со 30% поголема брзина од максимално дозволената брзина, пристигнување преку полни линии, поминување и така, она што го викаме загрозување на животот на учесниците во сообраќајот, вклучително и сопствениот живот на тој што го сторуваат прекршокот, тоа да одите исклучиво во судска постапка со оглед да странките да можат и да имаат можност, нели, на жалба на една судска постапка каде што судот ќе изречи казна. Таму казните треба да бидат од 300 евра па нагоре. Господин Ѓурчевски, системот Безбеден град откри низа на слабости. Граѓаните добивале известување за прекршоци иако не возеле. Постои ли опасност од манипулација и злоупотреба на личните податоци? Видете, генерално, значи додека тоа не се среди, додека законски не се среди, значи секој што ќе се дрзни, доколку возилото, затоа реков е потребна постапка, двостепеност во постапката, за да можам јас да докажам дека да, јас не сум го возил возилото, возилото моје било дефект, неисправно или било, за да нема точно такви злоупотреби, да нема злоупотреба од можност на злоупотреба на лични податоци, од злоупотреба на возила, од некакви реваншизми и така натака и така натака. Значи сите тие состојби мора ние да ги исклучиме и мора да се води сметка кога се подготвуваат овие закони, што со изречените санкции, односно испратените пораки за сторен прекршок према возила кои што се водат на лизинг, возила кои што се сопственост на рентакар, изнајмени од ова, што со странците, како ние ќе ги обезбедуваме податоците за странците. Дошол некој од не мора да е од Косово, од Србија, влегува денеска на граничен премин Табановце, ние не го знаеме кој е сопственик. Доваѓа тоа во Скопје, пазари тоа, прави 10 прекршоци, попладне ја напушта државата. Не можеме ние да му оставиме нему 8 дена. Не мора веднаш на крај што ќе стигне тој на граничен премин, за да е напушти државата Република Македонија, треба да му биде предочено и дадено снимки дека сторил прекршоци и додека не си ја плати казната, не може да ја напушти државата. Се загрозува ли безбедноста и приватноста на граѓанинот, имајќи во предвид дека сега на секој чекор имаме поставено камери, иако станува збор за јавен простор? Така. Видете, пазете, факт е дека има елементи кои што укажуваат на тоа дека се кршат одредени човекови права, нели, она што викаме право на слободно движење, право на ова право, значи сите тие. Но факт е дека безбедноста во сообраќајот и генерално вкупната безбедност во државата е јавен интерес од општо добро па за сите граѓани, ме разбирате? И затоа по некој пат, како викаме, добро е да ги уживаме сите права, но да ги извршуваме и сите обврски према системот, према државата, према институциите и така натаму. Затоа што ние некаде, сега ќе си земам за право, пошто во дело која работам, нели, го следам организираниот криминал, го проучував и така натака и така натака. Значи некаде од 80-тите години, особено после оние настани на Косово, ние имаме во агенда, во програма на тогашната опција ленинисти, марксисти на Косово, значи рушење на државата со тотално непочитување на законите. Уставот и законите. Значи, зборamo до 80-та година. И тоа перманентно до денеска ние го имаме како последица. Но, го имаме како последица па сега кај сите. Пазете, не се почитува закон за ДДВ, не се почитува закон за фискализација, не се почитуваат одредени закони, се вршат насилни кривични дела и така натака, беснење, дивење по улици. Да не правам обед за сообраќајот е споредна работа. Пазите, ние колку сме имали тешки кривични дела, каде што можеме да сме имали и цивилни, односно недолжни жртви, случајни минувачи, со престрелки и така натака и така натака. Затоа, викаме, по некој пат, граѓаните, заради општото добро, а општото добро е вкупната безбедност, треба да прифатат одредени дејствија во насока на сопствено ограничување.
од страна на државата. Следите тренинг гостин во емисијата Љубомир Ѓурчевски, поранешен висок функционер во МВР. Случај Пулс, никој не се чувствува виновен за најголемата трагедија во историјата на Македонија, во која згасна најголем дел млади животи. Дали системската грешка ќе биде нова неформална олеснителна околност за обвинетите? Имаме кривични дела и не можеме сите да ги собериме во едно кривично дело за грозување на општата сигурност, односно тешки дела против безбедноста на граѓаните. Ние таму имаме сплет на разни действија, кои што имаме и сплет на разни дела. Например, ние мора да докажеме со кои действија Ѓурчевски Љубомир сторил одредено кривично дело. Ме разбирате? Што сакам да кажам? И затоа требаше кривичните дела, кои што се случени вечерта, за време на настанот, да се одвојат од она што викаме системски слабости. Системските слабости ние ги имаме години наназад, уште од пренамената на објектот од магазински простор во простор за забава, односно дискотека. Според тоа што од вас го слушам, дали може да констатирам дека всушност вака како што е комплетиран и отворен случајот е погрешно? Многу погрешно. Многу погрешно, тоа сака Што значи дека многу тешко ќе се стигне до вистината? Да, па многу тешко затоа што пазете во ова кривично дело, во овој кривично правен настан, не кривично дело. Не можеме да утврдиме намера. Мотив за сторување на тој кривично правен настан. Значи никој не сакал. Дури ни собственикот, вие не можете него да го обвините дека тој имал мотив да убие 63 луѓе. Не може. Тешко ли ќе дојдеме до вистината? Многу тешко ќе дојдеме до вистината, доколку не го сториме ова. А ќе дојдеме до вистината ако го поделиме обвинението и кажеме на една страна како што е поделено обвинението за полициските службеници, нели? Таму е одделот за организиран криминал, се уште не е поднесен обвинителниот акт, 27 или 20 или 9, не ме држете колку полициски службеници се опфатени во истрагата. Таму значи ќе дојдеме кој издавал согласност, сообраќајна согласност, кој издавал противпожарна согласност, дали имало корупција, немало корупција и така натака, кои действија требало да ги превземи полицијата, а не ги превзела години назад, но и вечерта, затоа што третата ден по настанот, министерот за внатрешни работи го разреши целото раководство на СВР Штип. Неговото, тој што го постави, и тоа раководство, и целото, и господа, јавни обвинители, еве ви, работете, докажувајте. Господин Ѓурчевски, до кога ќе трае судскиот процес? До крај до заборав на последиците? Јас во една прилика во еден друг медиум кажав, мене ме плаши само да не го завршиме целиот овој процес како несреќен случај. Мене тоа ме плаши, а има виновници, има кривични дела, особено она што викам вечерта, непосредно кога е настанот, но има и други дела системски кои што се провејувале. Зошто градоначалникот без надзор потпишал согласно за реконструкција, односно пренамена на објектот. Зошто државниот пазарен инспекторат не извршил 10 години не извршил надзор. Дали тој има лиценца, дали нема лиценца и така на полицајците не знаат, не се разбираат они од тоа дали има лиценца, дали е легална или не е легална. Него составен дел на Министерството за економија, кое што е надлежно за издавање на лиценци, е државниот пазарен инспекторат, нели? И затоа тој си има овластување за да изврши надзор и контрола. Зато реков, системските слабости се таму големи, но големи се и пропустите вечерта. Кога зборам вечерта, кој дозволил обезбедувањето? Дозволило некој да внеси пиротехника. Ама тоа била музичката група, бе не ме интересират, не може тој не е безбедно тој да внеси пиротехника. Немој сега да плюкаме по ними. Тие се таму дојдени да направат забава, свирката да ја направат, да отпеат и крај решен проблем. Не е нивно таму да прават спектакли. Понатака, собственикот бил должен да обезбеди, да ги отвори сите врати по одреден период. Собственикот бил должен во 24:00 да ги отстрани сите малолетни лица. Ако не можел да ги отстрани, да повикат помош од полицијата. Доколку претходно ја известил, доколку има соодветен план за постапување на полицијата, а има соодветен план затоа што нели внатре имаме инспектор кој што од областа на недозволената трговија кој што го загуби. Меѓутоа, господин Ѓурчевски, ние постојано изминатиот период по трагедијата слушаме дека собственикот на дискотеката,
со полициски службеници, бил во постојан доступ со управата за јавни приходи. Така, Значи имавме- некој постојано му погледал низ прсти. Така, значи затоа викаме тоа се тие системски слабости. И за тие системски слабости ние слушаме дека таму имало корупција, дека имало 7.000 евра зел некој и така натака. Затоа таму ќе се појават како сведоци. Јас зборувам што вечерта ни се случувало. Што вечерта, кога е забавата. Затоа викам тие кривични дела требаше да се одвојат, а системскиве кривични дела мене никој не може да ме убеди дека немаме свесни пропусти во делот на она што се надлежности на градоначалниците, особено на градежниот инспектор, каде што треба да има одобрение за градба, материјали, надзор и така натака и така натака. Ме разбираш? Значи треба да има по прописи кај што давале дирекцијата за заштита и спасување, кај што давале согласност за заштита од пожари, влез и излез, пристап на пожарни единици, пристап, излезни врати, влезни врати. Значи, тоа се све системски слабости. И тие системски слабости ние треба да ги истражиме и да за тоа изречиме со судот, да си не ние, него судот да изречи во име на граѓаните, да изречи соодветна казна. Но првично за да имаме многу голема ефикасност, треба да го равчистиме настано дента. Значи, каде што ќе кажеме дека на ден 16.3.2025 година во толку и во толку часот во дискотеката обезбедувањето дозволило да се продадат 500-600 карти или 250 карти повише од максималната бројка и така натака, а биле должни сето тоа да го спречат, да не дозволат, затоа што ние таму имаме прегазување, имаме стампедо, нека се погледнат вештачењата на жртвите, да видите дека имаме загушување, имаме прегазување и така натака. Значи, мораме да бидеме многу внимателни, затоа што ова е многу сензитивен случај, премногу сензитивен и премногу тежок. И затоа реков кога го поставите прашањето колку долго ќе трае, никој не може да го предвиди. Може да трае година дена, може да трае и 5 години. Разбирате? Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Следите Трилинка во продолжение рубриката Знаење што менува. Маркетинг директорката Јована Атевски се осврнува на темата насочено учење со ментори и самоук пристап. Тема која е особено важна за сите што сакаат да напредуваат, но не знаат како правилно да го започнат процесот. Зошто структурирано учење создава побрзи и појасни резултати? Како менторската поддршка го скратува патот до професија? Кои се најчестите грешки кај луѓето што учат сами без насока? Јас сум Јована Атевски, маркетинг директор во СМС Едукација. Денес сакам да поразговараме за една важна тема. Како учиме и зошто начинот на кој што учиме е исто толку важен колку и самата област што ја изучуваме. Сите имаме пристап до илјадници онлайн материјали, видеа и туторијали. Тоа е супер, но многу брзо можеш да се изгубиш. Учиш парцијално, без структура и без јасен пат. А ако го учиме сами, најчестата грешка е што не знаеме што не знаеме. И затоа, често гледаме луѓе кои вложиле месеци самостојно учење, а сепак не можат да го состават целосниот скилсет што реално им е потребен за работа. Зошто учењето со ментор прави 10 пати поголема разлика? Кога учите со ментор, учите со човек кој тој пат веќе го поминал, кој знае што е важно, што да избегнете, како да притиснете повеќе, а кога да застанете и да ги совладате основите. Менторот не ви држи само предавање, тој ви е водич. Ви дава структура, насока, проверка на задачите, реална повратна информација. Нешто што ниту во една видеолекција не може да ви го даде. А најважно, кога ќе заглавите, не трошите недели барајќи решенија. Менторот ве враќа на патот за 3 минути. Во реалниот свет, менторите градат професионалци, не аматери. На крајот од денот, компаниите не бараат само знаење, бараат способност да решаваш проблеми. А тоа се учи единствено преку работа на реални проекти,
практични задачи, учење од човек што работи во индустрија. Во Семос Едукација токму тоа го нудиме. Учење директно од практичари кои секој ден работат во компаниите што студентите утре сакаат да бидат дел од нив. Зошто насоченото учење вреди повеќе? Денес знаеме дека времето е најголемата валута. Можете сами да учите со месеци, па и со години. Или пак можете да учите насочено, со јасен план, со поддршка, со проекти и со луѓе што се тука за вас. Од првиот ден до првиот вработувачки договор. Нашата мисија во Семос Едукација е токму тоа, да градиме кариери, не само знаење. Ако некогаш сте се прашале дали да почнете, можеби токму овој разговор е вашиот знак. Учете со ментори, градете структура и одете напред многу побрзо. Толку за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.